Почитувани, 4 месеци после одржаните локални избори, најчесто прашање кој го поставуваат нашите сограѓани е има ли прилеп градоначалник. Бројните ветувања на Борче Овчевски, дадени за време на изборната кампања, се покажаа како чиста манипулација со волјата и потребите на граѓаните. Мртло слово на хартија останаа ветените реконструкции на Александрија и Арт плоштадот, како и амфитеатарот во населбата Варош. Нема нови зелени површини, обновени фонтани, а од кружните текови нема ни трага ни глас. Голема и бесрамна лага испадна и ветеното намалување на сметките на водата. И не само што немаат капацитет да ги реализираат проектите од нивната изборна програма, туку неспособноста на Јовчевски и ВМРО ДПМН уште повеќе доаѓа до израз во незнаењето да ги продолжат наследените проекти започнати од претходната локална власт. Единствена работа во која Борче Овчевски се докажа во изминатите 120 дена е практикувањето на непотизам и вдомувањето на партиски војници на ДПМН. Граѓаните на општина Прилеп не дознаа по кои критериуми за директор на ЈКП Водовод и канализација Јовчевски го именуваше својот другар Игор Гулабовски. Исто како што остана нејасно дали и сопругата на директорот Гулабовски, Паце Гулабовска, е вработена во општина Прилеп. Сепак, врв на срамот, заради што општина Прилеп стана предмет за посмев во целата држава, е одлуката на Јовчевски за шеф на кабинетот да именува медицинската сестра од неговата приватна амбуланта Маја Костадиновска. Почитувани граѓани, ова се резултатите од досегашното владење на Борче Овчевски. Резултати нема ни да има. И додека градот тоне во мрак и нечистотија, јавноста нема никаква дилема дека Борче Овчевски е најлошиот градоначалник во историјата на Прилеп. Ви благодарам.